април ќе има казни од 20 евра за секој оној кој што нема да носи заштитна маска на јавни места од затворен тип. Значи, секој пат кога ќе бидеме на јавен простор и имаме контакт со други луѓе, наша граѓанска должност е да носиме заштитна маска, за да се заштитиме себе си, да ги заштитиме другите луѓе во нашата околина. Маската може да биде респираторна маска, хируршка маска за еднократна употреба, текстилна маска за повеќе кратна употреба, памучна марама или шал, бандана или нешто слично. И ајде сега да излеземе надвор. Сега, ајде да видиме зошто во моментов нема потреба да носам маска. Затоа што сум на отворено и околу мене нема никој. Значи немам контакт со никого и затоа немам потреба да носам маска. Сум излегла да се прошетам, сум излегла со точак, сама, без никој. Во сите други моменти, кога имаме контакт со другите луѓе, треба да носиме маски. Ајде да видиме кои се тие други моменти, кои се тие јавни површини каде што треба да носиме маски. Значи, треба да се носат маски во сите јавни затворени простори, како што се јавниот превоз, маркетите, банките, поштите, амбулантите, болниците, институциите и било каде што сте во затворена просторија и имате контакт со луѓе. Исто така треба да се носат маски на отворени простори каде што нема можност за одржување на дистанца од 2 метри помеѓу граѓаните. Например, на пазар треба да се носи маска. На автобуска постојка треба да се носи маска. Отворени трговски центри, тесни улици и секаде каде што можете да бидете во близок контакт со некој друг. Сега, градските паркови се исклучок од оние отворени места на кои што треба да носиме маски. Зошто? Затоа што џабе е на отворено кога има толку многу луѓе. Да бидеме реални, никој од нас не сака да носи маска. На сите ни е жешко под маската, се потиме и не ни е убаво. Меѓутоа, вистината е дека сме за жал во ваква ситуација и мораме да се адаптираме и да ги почитуваме сите оние колективни правила кои што се потребни за да оваа криза помине побрзо и да останеме сите живи, здрави, сите заедно.